Во ова издание на темата на неделата говориме за корупцијата на највисоко ниво и зошто е тешко справувањето со неа не само кај нас, туку и во светот. Па како да се спроведе правдата кога според она, што го велат експертите, нашите политичари и луѓето кои се блиски до оние што се на власт, се скоро недопирливи за законот. Тешко прашање, ама после изгледа со уште потежок одговор. Тоа особено ако се има предвид големиот број случаи на корупција кои се или во судска или во истражна постапка од специјалното јавно обвинителство. Империја, Талир, Траекторија, Маđар Телеком и Актор се големите корупцијски афери со кои се соочува Македонија. Сите се во надлежност на специјалното јавно обвинителство. Империја и Актор се уште се во фаза на истрага. За Талир неодамна беше поднесено обвинение. За случајот Маđар Телеком првото судење е закажано во јануари, откако специјалното јавно обвинителство го презема предметот, а судењето за Траекторија трае 10 месеци. Во случаите инволвирани се високи функционери и бизнисмени. Поранишниот премиер Никола Груевски, екс-министерот за транспорт и врски Милејана Киевски, поранишниот шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков и бизнисменот Орце Камчев се меѓу најзвучните имиња. Досега нема присуди за случај на голема корупција или пак пресудите биле укинати, вели Слагјана Тасева, претседател на Transparency International Македонија. Всушност се покажува дека нашите политичари и лицата кои што се блиски до политиката и носителите на власта се недопирливи за законот. Според Тасева, граѓаните очекуваат и бараат правдата подеднакво да важи за сите. Тоа е основното барање на граѓаните на Република Македонија е да биде спроведен законот, односно правдата подеднакво да биде спроведена неселективно, без оглед за кого се однесува случајот, да може тој ефективно да биде процесиран. Заради тоа, впрочем, и беше формирано специјалното јавно обвинителство. Доколку ние имавме ефикасни институции, немаше да има потреба од формирање на ваква посебна обвинителска организација или одделение. Меѓутоа, се уште проблемот е во судовите. И прашањето дали ќе видиме разрешница, навистина останува и понатаму да стои, да видиме што навистина ќе се случи, но и последниве случувања не одат или не окажуваат дека работите одат во добра насока. Според специјалното јавно обвинителство се испрале пари или се оштетил буџетот на Македонија за најмалку 216 милиони евра, ако се соберат бројките за сите случаи, но не се исклучува бројката да расте. Неодамна два случаја го потврдија правилото. Каде што има големи пари, има и големи малверзации. Едниот го потресе светскиот бизнис, а другиот е продолжување на процесот поврзан со газдата на едно од најголемите фирми на Балканот. Шефот на Рено Нисан, Карлос Госен, кој е уапсен од јапонските власти поради наводни неправилности во трошењето пари, беше еден од највлијателните поединци не само во корпорацијата Рено Нисан, во која е и Мицубиши, туку и во целиот автомобилски свет. Истрагата треба да покаже како тој за неколку години ја олеснил компанијата за над 40 милиони евра. Карлос Госен лажно ги прикажувал собствените приходи и купувал главно за себе луксузни недвижници, кои ги прикажувал како потреба на компанијата. Извршниот директор на Нисан, Хирото Саикава, вели: もちろん会社としてですね、断じて容認できる内容ではないということは確認しておりますし、また専門家の先生からもですね、これで十分解任たるというか重大な不正行為であるというご判断もいただいております。 Се претпоставува дека само во последната година Госен ги чинел Нисан, Рено и Мицубиши 17 милиони долари. По овие вести, акциите на Рено паднаа дури за 13%. Од друга страна, на неговото апсење некој го видел како дел од тивката војна меѓу Нисан и Рено, францускиот производител, управуван од Госен, кој истовремено е фирма со контролен управувачки пакет во Нисан. Еден од најпознатите германски аналитичари, Фердинанд Дуденхофер, вели дека автократскиот стил на Госен доведе до можен страф од него во Јапонија.
Das alles führt dazu, dass man in Japan möglicherweise ängstlich ist gegenüber Gon. Und das hat nach meiner Einschätzung dazu geführt, dass jetzt Geschichten aufploppen, die dazu geeignet sind, Gon zu zerstören, um dann die Befindlichkeiten der Japaner etwas zu beruhigen. Тој додава дека сите наводи против Госен треба да бидат докажени. Wir wissen nicht genau, ob es dann Vorteilsnahme ist, aber man hat reagiert in Japan sehr schnell und es ist eher ein Zeichen dafür, dass man Fakten schaffen will, um dann Dinge anders sehen zu können und in der Zukunft anders aufbauen zu können. Госен е легенда во автомобилската индустрија. Тој е многу почитуван во Јапонија за тоа што успеа да го спаси Нисан од банкрот, со тоа што затвори над 20.000 работни места. Неговото заминување веќе покрена прашања за иднината на бизнис бракот со Рено и ја разбранува цела Франција, бидејќи владата поседува голем удел во Рено. Одиме на Балканот, односно во Хрватска, каде што основачот на познатиот хрватски производител на храна и најголем работодавач на Балканот, Агрокор, Ивица Тодорич, деновиве беше ослободен од затвор откако платил 1 000 000 евра кауција. Предходно Тодорич беше екстрадиран од Британија за да се соочи со обвинувањата за измама во висина од неколку десетици милиони евра. Тодорич и неговите синови Иван и Анте, но и 12 други лица, главно поранешни менаџери во Агрокор, се под истрага за нивната улога во ликвидносната криза во компанијата. Владата ја презеде контролата врз оваа фирма откако таа направи долгови од преку 6 милиарди евра. Во договорот за порамнување на долгот од минатиот месец, Агрокор беше преземен од неговите кредитори, меѓу кои и најголемата руска банка Сбербанк. Ивица Тодорич беше уапсен во Лондон пред една година по распишана меѓународна потерница, а британскиот суд во минатиот месец ја отфрли неговата жалба и го екстрадира во Хрватска. Тој уплати кауција од 1 000 000 евра, со што му е дозволено да излезе од затвор, но не и да го напушти Загреб без дозвола на судот. Адвокатот на Тодорич, Јадранка Слоковиќ, тогаш изјави. Gotovo je ročište, dakle sudac je ukinuo istražni zatvor s obzirom da je jamčevina stigla. Екстрадицијата на Тодорич подсетува на настанието од пред 7 години кога на Хрватски беше испорачан поранешниот премиер Иво Санадер. Тој по 222 дена бегство во Австрија заврши во затвор и се соочи со сериозни обвинувања за сторени финансиски малверзации во својот премиерски мандат. Испорачувањето на Тодорич и на Санадер всушност надобро ја покажува сликата за, како што велат аналитичарите, поврзаноста меѓу политичарите и бизнисмените во Хрватска. Особено во случајот со Тодорич, кој во своите раце имаше 15% од домашната економија и кој цело време имаше повластена позиција во односите со медиумите и со државните институции. Тодорич по плаќањето на кауцијата изјави дека ќе се кандидира за председател на Хрватска. Ќе ја освојам власта и ќе ја насочам Хрватска во вистински правец, рече тој. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите коментари во врска со темата на оваа емисија. Па што мислите? Има ли начини да се справиме со корупцијата на највисоко ниво? Довидување.